Драги гледачи, добро вечер. Во вечерашнава емисија од областа на сообраќајот и на туризмот ќе се осврнеме на некои проблеми на состојбата на сообраќајот во Куманово и во Тетово. Низ искажувањата на командирите на сообраќајната милиција и на председателите на советите за безбедност на сообраќајот, ќе се обидеме да ги согледаме состојбите од областа на безбедноста на сообраќајот во овие комуни, причините за се поголемиот број сообраќајни несреќи, како и нивните напори за што помалку жртви по патиштата и сообраќајниците. На подрачјето на Тетово се забележува поголем развој на моторниот сообраќај, особено од 70-та година наваму. При вакви услови на сообраќај произлегуваат нови проблеми и задачи, се формираат нови односи меѓу луѓето. Од ваквата состојба произлегува потребата од целосно почитување на правилата и прописите, од дисциплинирано извршување на задачите поставени во врска со безбедноста на сообраќајот. Непочитувањето на одредени прописи и правила, одредени норми, понекогаш доведува до катастрофални последици. На крајот на 72 година во ОВР Тетово беа регистрирани 2820 моторни и приклучни возила, за да на крајот на октомври оваа година оваа бројка се покачи на 3700 моторни и приклучни возила. Со зголемувањето на бројот на моторните и приклучни возила, како и зголемувањето на бројот на возачите, на крајот на 72 година при овој орган се регистрирани 4578 лица кои поседуваат возачки дозволи, а до крајот на месец октомври оваа година оваа бројка е покачена на 5136. Адекватно со зголемувањето на бројот на моторните возила и возачите се зголемува, односно расте и бројот на сообраќајните незгоди. Во текот на 72 година на подрачјето на собранието Тетово се догодени 387 сообраќајни незгоди, во кои го загубиле животот 18 лица, потешко и полесно се повредени 184 лица и причината е материјална штета во вкупен износ од околу 1.080.900 нови динари. Во овие 10 месеци од оваа година регистрирани се 335 сообраќајни незгоди, во кои го загубиле животот 13 лица, потешко и полесно се повредени 116 лица и причината е материјална штета во износ од околу 1.188.000 нови динари. Анализирајќи ги узроците кои довеле до сообраќајните незгоди, се доаѓа до констатација да поголемиот број на незгодите во главном се десени, и тоа поради пребрзо возење, непочитување на правилата за предност, непрописно претекнување, неправилно и непрописно движење на запрежните возила, велосипедите и пешаците, управување на технички неисправни возила, управување под дејство на алкохол, како и управување од лица што немат положено возачки испит и друго. Како и во изминатата година, така и во текот на оваа година, во сообраќајните несреќи највише страдаат децата и младината. Службата за јавна безбедност при ова оделење во границите на своите права и овластувања ги превземала и сега ги превзема сите потребни мерки за намалување и спречавање на деликтите од областа на сообраќајот. Во периодот од 1 јануар до 31 октомври 1973 година, покрај другите мерки е превземено и следното.
Опоменати се 530 лица учесници во сообраќајот. Казнети се на лице место 3225 лица со наплатена сума во вкупен износ од 118.780 нови динари. До судијата за прекршоци поднесени се 1050 барања за поведување на прекршочна постапка. Поднесени се предлози за примена на заштитната мерка од земање на возачката дозвола против 18 возачи. Поднесени се предлози за примена на заштитната мерка забрана на издавање на возачки дозволи против 20 лица, како и се поднесени 13 кривични пријави за загрозување на јавниот сообраќај. Исклучени се од сообраќај 303 моторни возила, од кои се упатени на вонреден технички преглед 201 возило. Исклучени се од сообраќај 215 возачи. Во овој број на возачи влегуваат и оние кои управувале возило без да имат положено возачки испит.